Во Полошкиот регион има над 1200 занаетчии, но дел од нив работат на црно. Сивата економија е една од најболните точки на занаетчиите. Микро и малите бизниси се соочуваат со нелојална конкуренција, односно поединци или фирми кои вршат економски активности, а не се регистрирани. Од Занаетчиската комора на Македонија велат дека во земјава има одлични закони, но тие не се почитуваат. Во Гостивар имаме 540 регистрирани занаетчии, во Тетово имаме над 700, но не се според законот сите регистрирани, затоа велиме дека се неформални, бидејќи секој вршител на занаетчиска дејност треба да поседува занаетчиска дозвола, така да ние законот го имаме исто како во Запад, како во Европска унија, но не го почитуваме и треба тоа веднаш да почне да се почитува. Занаетчиите и малите бизниси во Полошко најмалку користат субвенции од државата, помош која би била добре дојдена во нивната работа. Од комората како причина за тоа ја посочуваат неинформираноста. Секоја фирма не може да влезе во веб страната на Министерството за економија за да види кога е повикот и кои се причините или кои се потребните документи за да аплицира. Затоа е конкретната причина лоцирана токму од нашата комора, Националната комора на занаетчиите, дека проблемот е токму во кај сме като водителите, кај што треба они да информират секој бизнис што го водат. Министерот за економија Весер Дурмиши вели дека за таа цел се организираат средби, за подетелно да ги информираат занаетчиите за јавните повици кои се во тек. Само 7% од Полошкиот регион аплицираат во овие јавни повици. Така да ние ќе им дадеме фокус на овој регион, за да биде ист како и другите региони, значи ќе ги информираме занаетчиите, ќе се зборуваме со нив, кои се нивните предизвици кои они се соочуваат, за да ги известиме да аплицираат и оние да бидат исто како другите региони. Знаеме дека занаетчиите се соочуваат со многу предизвици, поради тоа што секој ден бројот се намалува на нашите занаетчи. Министерот Дурмиши информираше дека средбите со занаетчиите ќе продолжат.